Судот на честа при лекарската комора не им ги одзеда лиценците на двајцата пијани анестезиолози од Гевгелиската болница. Според нив, нема доказен материјал за одземање на лиценците. Резултатот кој покаже дека кај едниот лекар имало 1,75, а кај другиот 1,23 промили алкохол во крвта, ноќта кога почина родилката Маја Кадиева и незиното бебе, за судот на честа не биле доволно нивните колеги да останат без дозволи за работа. Директорот Сретко Јованов по настанувањето на трагедијата изјави дека единствената одлука за сега е нивната суспензија од работно место. Анестезиолозите се веќе суспендирани уште утре ден. Ние формиравме во болницата внатрешна комисија и двајцата анестезиолози се суспендирани поради шпекулацијата која што излезе во штампата, во средствата за информација. 2 недели претходно, истото образложение го даде етичката комисија на лекарска комора. Комората засега трајно одзела лиценци само на еден лекар, а времено по различни основи се 20 годишно. Родилката Маја Кадиева и новороденчето почина во Гевгелиската болница на 22 октомври за време на царскиот рест. Неофицијално обдукцијата покажа дека причина за смртта е задушување поради погрешно интубирање. Откако ќе заврши вештечењето, обвинителството треба да соопшти кој и што ќе одговара за Гевгелиската трагедија. Сопругот на починатата родилка, Мите Кадиев, се сомнева дека бебето било родено живо по направениот царски рез, а не како што пишувало во документацијата дека е мртвороденче. Побара да бидат казнети сите кои се виновни за смртта на неговата жена и на ќеркичката.